Во Куманово во април годинава ќе биде организирана втората меѓународна научна агробизнис конференција Агромак 2026 со тема Локални ресурси и глобални предизвици, интегрирани пристапи кон одржлив рурален развој во ерата на климатските промени. За конференцијата досега се пријавени над 150 научници и професори од различни институти од земјите во југоисточна Европа, а ќе се одржи во соработка со Фондацијата за култура и спорт, информираше на пресконференција Драган Цветковиќ, председател на организациониот одбор на Агромак и на Комората на органски производители на Македонија. Конференцијата ќе се одржи од 2 до 4 април, на која до сега имаме пријавено исто така учесници повеќе од 150 пријавени научници и професори од различни институти од 21 држава. Па како и секоја меѓународна научна агробизнис конференција, предвидени се сесии, предавања, ќе учествуваат, како што ви кажаве, во моментот од 14 универзитети од југоисточна Европа, учествуваат привредници, истакнати иноватори, студенти, агробизнис секторот, кај што во тие 3 дена работни сесии ќе имаме и пленарни сесии, ќе има представување на одредени иновативни модели, кај што науката и привредата веќе ќе сакаме да ги споиме да се работуваат. Интересот на младите за развој на село, современи аграрни трендови и наука не може да се мерат исклучиво преку број на запишани средношколци во средните земјоделски училишта или на факултети, туку преку нивниот интерес и вклучување во науката. Така да сметаме дека ова година ќе направиме уште еден допринос да науката и бизнисот малку повеќе се работуваат, вербата да се врати, заемната верба, бидејќи во годините уназад довербата помеѓу науката и помеѓу реалниот сектор беше малку, како да кажем, голема. Така да минатава година конференцијата покажа дека е потребно да тие две бидат заедно во соработка. Првата меѓународна научна агробизнис конференција беше одржана минатата година во Свети Николе, на која беа презентирани 40 научни трудови изработени од 110 автори и коавтори од 11 држави. Трудовите се објавени во зборникот Органска и функционална храна со рурален туризам, одржливост и иднина на Македонија и регионот на југоисточна Европа во рамки на едицијата Еко-Агротур за одржлив развој, информира Цветковиќ. Ние минатава година имаме тродневна конференција на која беа од 150 до 180 учесника по ден по работните денови.